Господине Мартин Костовски, вие имавте, колку што се сеќавам, и многу блиска средба со еден од пратениците. Мислам дека за малку се избегна физички инцидент. Малку нешто го да. Прво да благодарам на поканата до Цивил медија што не покани нас пратениците, да може да елаборираме, да поразговараме, да дебатираме на ова и текако битна тема за односот на пратениците во собранието, за една историска важна тема за нашата држава, која што за среќа на граѓаните, за среќа на сите нас, а пред се на државата, направивме чекор понатака и се приближивме, односно ги отворивме преговорите со Европската унија, толку посакувана цел, дури 17 години, многу влади, многу гарнитури на власт, кроз призма на различни политички партии, убедувања и идеологии, направиле, дале свој учинок и од това место сакам да бидам благодарен на сите досегашни структури кои што ја извршувале извршната власт, законодавната власт, како и председател на државата. Јас не сакам да бидам запаметен како пратеник кој што во делот на толку многу битно историско прашање имав средба со еден, како да го кажам, пратеник од опозицијата, кој што на крајно невротичен начин сакаше и бараше инцидент цело време. За жал, она што го кажа мојата колешка Лјатифе, ќе го надодадам со тоа дека како пратеници од власт или како проевропски пратеници, после тоа стојам што го зборувам, бевме изложени скоро 3 дена на канонада, како во собранието, така и надвор од него, на непристојни притисоци, увреди, закани, пцовки, колнења и не знам што уште не. Пред се ние сме луѓе кои што имаат свој став, како пратеници имаме можност според устав да гласаме независно од образовачкиот карактер на определената партија која што представуваме, туку напротив како луѓе изберени од страна на граѓаните да го дадеме својот допринос преку валоризирање на нашиот глас во самиот законодавен дом. Навистина, нивото на комуникација, нивото на дебата се спушти на многу ниско ниво. Јас од една страна жалам за сето тоа, меѓутоа од друга страна сум среќен што 3 дена имавме шанса скоро целиот дипломатски кор во државата да присуствува на пленарните седници и да се увери во самиот капацитетноста на секој еден пратеник и неговата домашна култура, неговата перцепција како треба да бидеш представник на граѓаните кои што ти го дале гласот, кои ти ја дале довербата. Ние сме луѓе пред се од крв и месо, можеме да простиме, меѓутоа не да забравиме. Сепак ние сме на некој начин и лицето на партиите од кои што доаѓаме, лицето на нашата личност, индивидуа, какви сме и што сме, и треба да бидеме примери за помладите генерации, пример за сите оние граѓани кои што гледаат во нас себе, например, во своји представници. Јас од ова место или од ова дебата, панел дискусија, сакам да заблагодарам на сите пратеници од страна на владеачкото мнозинство, од коалицијата, на СДСМ и сите останати партии кои што беа на висината на задачата, достоинствено, храбро, европски, се однесува на самата собраниска говорници, дадоа учително историски придонес во делот на донесувањето на заклучоците, кои што на некој начин ја задолжија владата со определени ставови како да ги отпочне преговорите и како почне се одржи првата меѓувладина конференција. Бевме сведоци на тоа дека многу ви беше тешко и на нас што следевме цело време од пригласните вузели, сепак се слушаа пратениците, иако имаше вузели, меѓутоа знам, верувам дека било многу тензично. Апсолутно така, ме дозволите само да се надоврзам на вашата констатација. Дали беше провокацијата на етничка, партиска или било каква основа, најбитно од се беше на меѓулюдска основа. Сепак ние сме колеги. Ние нема што да се срамиме. Во овој момент историјата ќе биде најдобар показател и судија кој го направил вистинскиот чекор за државата, а кој го направил оној обструктивен чекор и враќање на нас. Јас, моите колеги пратеници што денеска сме во вашето студио, со крената горда глава може да кажеме дека сме го дале гласот за заклучоци кои што ја обезбедуваат европска иднина на државата и граѓаните. Според некоја моја перцепција репризата во насилното однесување и говорот на омраза, особено од пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, во континуитет се повторува. Зборувавте дали има механизми како тоа да се спречи. Да, ние имаме подпишано етички кодекс на однесување на секој еден пратеник и мислам дека сите 120 пратеника во собранието го имаат подпишано.
Меѓутоа, она што е подпишано, дали се почитува, тоа најдобро ќе оцените вие, граѓаните, јавноста и така натаму. Извинете, тоа е оставено на совеста на секој пратеник. Апсолутно, нема Значи, облигаторни. Меѓутоа, што ми е поентата на мојавето? Сега сме во постапка по иницијатива на председателот на собранието Талат Џафери за промени на деловникот за работа на самото собрание. Тој процес се наречен символично процес Жан Моне за донесување на нов деловник, бидејќи ние работиме по деловникот, мислам 2008 година донесен од страна на ВМРО-ДПМНЕ, деловник кој што во дадениот момент допринел за некаква си работа во собранието, дали има многу мани, дали има многу пропусти, недоречености, имајте и тоа како. Работните групи на сите пратенички групи работат во тој процес, како би успееле ние да ги натераме на некој начин облигаторно сите пратеници, независно од која пратеничка група или од која политичка партија доаѓаат, поеве да размислуваме на глас. Доколку секој еден пратеник на говорница, дали на работа седница на комисијата или на пленарната седница, изрече нешто со што во неговиот говор ќе се детектира како повреда на верско, национално, партиско или било какво чувство, ајде да го казниме со 20 до 50% од плата. Ќе видите колку многу ќе се намали. Верувајте во ова, многу пати сме го дискутирале, бидејќи кога ќе посегнеш по материјалните добра на пратеникот, мислам дека ќе се стави прст на чело дали е тоа добро или не. Бидејќи знаеме ова немање на облигаторност на самиот етички кодекс допринесе тие во континуитет да се однесуваат на недобар начин. 27 април, Зекри што кажа, е во наша блиска меморија, па тогаш како не треба да се однесува една политичка партија, меѓутоа делумно не би се сложило со Зекир дали допринесе, што допринесе да не се повтори. Пред се и над се мислам дека тоа беше организација на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа го покажа сите оние судски пресуди, сите оние казни затвор за сите учесници и организатори на тие насилни процеси. Имаше облици на повик нешто слично да се случи така, меѓутоа за среќа имаме полиција која што е европска, по некои практики на граѓанска полиција, Министерство за внатрешни работи се однесува спрема сите граѓани, немаше ниту еден повреден демонстрант, имаше голем број на повредени полициски службеници за кои жалам и им посакувам поврзно закрепнување, се со цел да одиме чекор понатре, да покажеме дека сме различни и во тој дел кој практицираме власта кроз призма на спроведување на јавен ред и мир. Јас знам дека сето она што го носиш од дома, како беше она позната максима, оставете ми го детето до неговата 7 година и после тоа правите со него што сакате. Сепак можам, не сум психолог, правник сум по вокација, меѓутоа сакам често да читам психологија. Сите оние основни навики, чувства и осет за реалност спрема општеството се стекнуваат до својата 7 година. За жал можам да кажам, најголем дел од пратениците не успеале до 7 година во средините во кои што живеат да имат некои такви воспитни мерки, меѓутоа ќе ги повикаме да не ја почитуваат слепо матрицата на ВМРО-ДПМНЕ, се со единствена цел што повеќе да се увреди, што повеќе да се направи фейк нюз, тој мејнстрим и таа матрица на деструктивност мора да запре. Мора да запре се со единствена цел да се радуваме за она што треба да се радуваме, она што ќе критикуваме, меѓутоа да имаме една национална стратегија, сите партии, сите пратеници, а се она што е странично да се дебатира, да се дебатира. Значи, имунитетот е брани од она што ќе го искажеш на говорница како свој личен став или бранење на некоја политика и така натаму и така натаму. Мислам дека како демократија сме уште млада демократија, 30 години сме плурална држава, излезена од еден поранешен систем, се уште учиме на многу демократски чекори, постапки, однесувања. Јас многу пати знаеме да дебатираме во собранието со една пратеничка од опозицијата, која што ви давам безброј примери како е во некои други парламенти, особено британскиот парламент, меѓутоа во никој случај не треба да забравиме дека Велика Британија, односно Англија е многу подемократска земја од статокот на сите демократи. Јас мислам дека како проаѓаат генерациите, дека и степенот на ширење на говорот на омраза во дадените експонирања во говори на самите пратеници, во самиот однос, во самата самосвест на секој еден пратеник ќе се минимализира и дефинитивно ќе заличиме на една вистинска демократија кон која се стремиме сите овие години. Граѓанска држава, така? Апсолутно, тоа сакам да го кажам, дека ако живееме во концепт на граѓанска држава утврдена со устав. Ова се небулози или политички фолклор,
определен, дистрибуиран до определена категорија на луѓе кои што еве преку слушањето или апсорбцијата на таква реторика ќе пробуде некои емотивни чувства што не се тотално во ред. Ако некој албанец, влав, турчин, ром, србин или било што, бошњак плаќа данок во оваа држава, ги има сите обврски облигации во оваа држава, мора да ги има и сите права во оваа држава. И точка. Тоа е утврдено и со устав, тоа е утврдено и со сите оние подуставни акти кои што ги донесува собранието. Значи, живееме во граѓански концепт на држава, каде е небулозно да се шират такви работи, дали има некој ваква одговорност или нема. Еве, ја по мајка сум влав, по татко сум македонец. Дали мојата одговорност е половична? Дали два пати треба да гласа? Мислам, добро. Која е контрадикторност во ставовите на главната опозицијска партија и она другата пола? Цело време не обвинува дека сме предавници, дека гласаме некакво продавање на Македонија, бугарски диалекти и така натаму и така натаму. Тоа беше обвивка на целата дебата од 3 дена. За да утре дента нивниот лидер или истата вечер, не знам, на една национална телевизија каже дека тие заклучоци, не побегнал некои големи патриоти, па не ни успеа да гласат, каже дека не гласале зашто тие заклучоци немале правно дејство. Сега се контрадикторни. Или ние сме ја предале државата, а тие заклучоци воопшто немаат правно дејство. Навраќајќи се на вокабуларот на лидерот на опозицијата дека државата добила, како вели, дипломатски нокаут, ја можам слободно да кажам дека македонската дипломатија зараде силен апрекат на самиот преговарачки процес, пред се и над се, почитувајќи ги сите оние црвени линии во резолуцијата донесена во собранието на Република Северна Македонија, бранејќи го македонскиот јазик. Вчера се уверивме дека сите лаги, сите манипулации, сите фами околу тоа дека сме некаков диалект или не знам што, пропадна во вода. Премиерот на државата се обрати на чист литературен македонски јазик, каналот на сателитскиот програм на Европската унија беше македонски јазик МКД, и мислам дека тука се распука во сапун меурот сапуница целата она нивна хистерија која што ја ширија и ден денес кој што ја шират помеѓу граѓаните. Можеби, не знам, тие не веруваат дека сме членка на НАТО. Меѓутоа, ние сме членка на НАТО. Ние веќе сериозно даваме допринос и земаме учество во големата безбедносна организација. Така да не сакам да преюдицирам како ќе се однесува опозицијата. Имаме најава за референдум за собирање на 150.000 гласови. Ценејќи ги сите наши меѓународни пријатели, сите оние функционери од Советот на Европа, Европската комисија. А зашто е референдум? Па не знам зашто. За уставни измени за вметување на бугарите. Ако еве збориме најотворено, што сме изгубиле ако гледаме егоистичност како македонци, како македонска нација? Сме изгубиле да влезат бугари во устав и една унилатерална изјава која што воопшто не го оспорува преговарачкиот процес понатака. Една унилатерална изјава. За тоа ја прашав колегата. Еднаква како што беше и ставот 30 години на Република Бугарија спрема нас. Да, ти имат поинакво мислење за македонскиот јазик. Меѓутоа 26 земји членки на Европската унија го признаваат и де факто и де јуре македонскиот јазик е веќе јазик официјален во Европската унија. За крај, јас би сакала од сите вас тројца по една кратка, многу кратка порака, но за говорот на омраза во собранието, а и во него. Што би кажале за да го издефинираме како лични пораки, мислам, како пратеници, но и како ваши пораки, како личности? И од моја страна едно големо не на говорот на омраза. Вашите настапи во собранието покажуваат, впрочем, какви сте и што сте, вашиот хабитус, вашата душа, вашиот интелект и вашата мисла. Меѓутоа, стоп на говор на омраза не само во собранието, туку и по социјалните медиуми, и во порталите, и во медиумите генерално, пишен, електронски и така натаму, бидејќи секој искажан збор е како испукан куршум. После враќање нема. Секој искажан збор може да допринесе за релаксација на меѓуетничките односи, за една хармоничност во делот на живеењето на сите етникуми во државата, или напротив, доколку одиме некоја негативна насока, да останеме закоравени во своите ровови и да се омаловажуваме, не почитуваме едни со други. Мислам дека Република Северна Македонија многу пати досега дека докаже дека сме и мултиетничко општество, дека сме граѓански концептна држава и мислам, ценам, драги пријатели, драги сограѓани, дека тоа е вистинскиот начин за развој и опт на нашата држава.